27 март, Меѓународен ден на театарот. Голем празник за нас театарџиите. Тој ни доаѓа како куќна слава. И тогаш театрите се обидуваат на тој ден да направат премиера, по можност добра, па потоа коктелче баш како на слава. Јас имав посебна среќа и привилегија што на 27 март два нови театри се отворија со мој режи. Театарот за деца и млади со представата Чудовиштата од нашиот град според текст на Русомир Богдановски. Тогаш македонската порака за денот на театарот директорот Љубомир Чадиковски со специјален хелиобалон ја испрати во Вселената. По неколку години се отвори театарот Комедија со Ах, љубов моја, мој текст и режија. Долго време сум во театарот. Имав прилика да доживеам два радикално различни периоди во животот на македонскиот театар. Првиот, кога Македонија во склоп на Југославија водеше сметка за културата, сакаше да се покаже пред другите републики, беше горда кога ние правевме добри представи, победувавме на меѓународни фестивали во Југославија, патувавме на турнеи по разни земји во светот. Тогаш ниту еден од режисерите не знаеше колкав му е буџетот на представата. Сценограф, костимограф, композитор, за секоја представа специјално се компонираше музика. Нормално беше да ги имаме најдобрите, секое работно место беше покриено со соодветно квалификуван човек. Имаше работилници што изработуваа се што е потребно да се опреми една представа. Тогаш театрите ги водеа компетентни и значајни личности и се функционираше како што треба. Југославија се распадна, Македонија имаше среќа да помине без војна. Во тоа време во независна република Македонија имаше околу 20 национални установи кои целосно беа финансирани од Министерството за култура. Дојде демократијата, во театрите дојдоа партиски директори, кои си носеа партиски режисери, кои си бираа партиски глумци и соработници и со големи буџети правеа големи проекти, не представи. Проекти според големи автори, големи најави, мали резултати. Ќе се променеше власта, нови партиски директори, нови партиски режисери, нови соработници, големи автори, големи најави, а се помалку публика, помалку репризи. Сонувавме за некогашните 200, 300, 350, 470 репризи, представите кои се играа по 10, 20, 20 и 29 години, пред полни салони со редици пред билетарата, со среќна и насмеана публика. Секоја година, со ребалансот на буџетот, парите во културата се намалуваа за 10-20%, а бројот на националните установи се зголемуваше. На последниот конкурс на Министерството за култура имало 3132 барања за финансирање на проекти. Комисиите составени, барем како што велат, од компетентни и стручни луѓе, повеќе партиски отколку компетентни, само да ги протрчале насловите, без суштински да навлегуваат во проектите, би им требало најмалку година дена, и тогаш средствата ги поделиле да се задоволат народите и народностите, партиите, во секое градче, општина, село да има барем по 2 национални установи, да се почитува принципот на двојазличност и сите да бидат задоволни и весели. Една мала дигресија. Франција, држава од 80 милиони жители, има само 5 државни театри кои се комплетно финансирани од Министерството за култура.
А само Комеди Франсез има постојано вработена трупа. Да се добие статус на национална институција на културата, тоа мора да се заслужи. И сега, со овие средства што ги добија театрите, со исклучок на 2-3 представи кои имаат пристојни буџети, ќе крпарат за сценографии, костимографии од фундус, музика ќе симнуваат од YouTube, хонорарите, ако воопшто ги има, ќе бидат минимални, ќе гледаме по кој знае кој пат нови видувања на Тартив, на дела од Шекспир, Чехов, Стефановски, ќе измислиме нов правец во театарот, гол театар, празна сцена, 2 столици, црна завеса. Зградите на театрите и домовите на култура ќе се распаѓаат, вода ќе тече од сите страни, грејење ќе нема, 100 дипломирани млади актери ќе чекаат некој од театрите да распише конкурс, па евентуално да бидат примени. Но затоа ќе имаме фестивали во секој град и село, дури ќе финансираме и во странство фестивали. Ама немајте гајле. До година, како што рече еден хуморист, tomorrow it will be better. Со почит, Коле Ангеловски.